Бранко, се наоѓаме повторно на истата локација од каде што го реализиравме првото линковско вклучување во 7 часот и 10 минути, предвадена од град Скопје. Токму, ајде би го нарекол ова тромеѓе на рампа кисела вода, беа означени почетоците на изведба и градежни активности на новиот булевар Македонија. Ова утро разговарам со Ивана Бајкова Шаља, раководител на сектор планирање и уредување на простор на град Скопје. Ќе пробаме малку визуелно и со мапи да објасниме како ќе изгледа овој значаен инфраструктурен проект за градот. Ивана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро и добре ве најдов во првата фаза на булевар Македонија. Да, од токму ова место беа означени почетоците на градежни активности, поделени во неколку фази. Би сакале да објасниме прво нели како ќе се одвиваат фазите. Од тука почнува првата фаза каде што се наоѓаме сега. Во овој момент се наоѓаме кај стара рампа и е почетокот на првата фаза. Каде што со оваа промена ќе се намали протокот во малиот ринг на градот Скопје. Ќе се овозможи луѓето кои што сакаат да избегнат гужвата и метежот на центарот да можат директно да одат во општините Кисела вода, во општините Аеродром, во општината Аеродром преку улицата Пролет. Само малку исправени вака дронот да може во општината Аеродром ќе се оди преку улицата Пролет, наваму се оди преку булеварот Борис Трајковски. Ова е целиот потек на булеварот Македонија, кој што се поврзува со втората фаза. На истиот од првата фаза ќе има голем број велосипедски патеки, пешачки патеки, резобновени острова, каде што десните вртења ќе бидат ослободени, некако во моментов што е право и десно вртење на една лента, со тоа сообраќајот олеснително ќе се движи. Со тоа овозможуваме да се уклучиме на втората фаза, каде што втората фаза ќе треба овој надвозник што постои веќе од булевар Кочо Рацин што се оди нагоре на кај Востаничка или десно што се врти на Антон Попов или Огњан Прица поранешно што се викаше улицата. За кисела вода. За кисела вода, да. Во моментов не може нели да се врти и нема да се врти, ќе остане така Јордан Мијалков, да. Меѓутоа кружниот тек ќе овозможи после да се вратите на кај Аеродром или Кисела вода, да продолжите од другава страна на кај Кисела вода или да одите нагоре на кај Водно. Ќе бидат 4 ленти во сите кружни текови, ќе биде мост надвозник за да се спои со уште еден кружен тек, кој што истиот ќе биде со булевар Кочо Рацин и булеварот Климент Охридски, кој што ќе оди до Нова Македонија, уште еден голем кружен тек, кој што ќе продолжува на кај Водњанска или може да се вратите на кај Јордан Мијалков и да се вратите повторно назад за излез доколку сакате да го свртите целиот круг. А ова тука е подземната сообраќајница ќе оди од кружниот тек на Католичка, ќе дојдете овде кај улица Македонија, може да свртите на кругот или да влезете во подземната сообраќајница за да имате форсиран правец за да излезете. Ако немате потреба да одите на некоја од овие булевари постојни во моментов, Јордан Мијалков еднонасочно или булевар Климент Охридски. Проектот е поделен во 5 фази, ние ја работиме првата фаза. Втората фаза исто така ќе отпочнеме со работа и четвртата фаза. За виднина ќе остане петата фаза. Третата фаза е подземницата, која што е бетонски работи, односно оформена како сообраќајница и се работи на останатиот дел од работите. Со завршување на проектот може да се каже дека Скопје ќе добие еден модерен изглед и Скопје ќе може да се пофали со еден многу голем проект кој што истиот е реализиран и отпочнат со реализација, односно ќе биде реализиран и ќе овозможи граѓаните и пешаците и коловозните ленти и пешачките и велосипедските непречено да се одвиваат во сите правци, без тоа да имаме голем метеж во централното градско подрачје, односно во Мал Ринг. И дефинитивно ова ќе биде големо олеснување за сите луѓе кои што не само живеат во овој дел од градот, туку и циркулираат во централното градско подрачје, бидејќи нели откако ќе ја погледнеме вака убаво мапата и ќе ја реализираме, навистина има одлични инфраструктурни решенија кои што ќе го олеснат овој сообраќајен метеж. Попладне и наутро кој што го имаме во овој дел од градот. Ќе го олеснат многу и како што кажав ќе се избегне тоа централно јадро што сега е многу загушено со сообраќај, а истото треба да е растеретено, зашто знаеме во секој главен капитален град тоа треба да е символ на пешачка зона.
Кога ќе се направи овој голем булевар, ќе се ослободи тоа, па ќе може да се прават останати работи во истиот. Благодарам за одвоеното време и на овој начин што на гледачите на јавниот сервис го презентиравме проектот. Посакувам успешна реализација и секако ќе ги следиме градежните активности и ќе информираме за тоа како што ќе одат фазите. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас и исто така и ние сакаме да останеме во контакт, да ги покажуваме сите наши активности кои што ќе се одвиваат во овој период. Благодарам уште еднаш. Бранко, го објаснивме детално проектот како ќе изгледа новиот булевар Македонија во Скопје, булевар кој што пред 2 дена почна со изградба, односно почна првата фаза токму од местото каде што ги реализиравме двете утрински линковски вклучувања во Македонија наутро.